Периодот меѓу двата Илиндена е еден од најзначајните во современата македонска историја. Тоа е епоха на националното преорганизирање на силите и преориентирање на целите и опциите за патот на борбата за слобода и за своја држава. Тоа е крајната фаза од преродбенскиот задоцнет, но успешно завршен процес. Свеста за припадност на Македонија и декларирањето под името македонци континуирано било манифестирано и од македонците по род, во и надвор од Македонија, насекаде каде биле групирани. Организирани во македонски друштва и организации, действувале за актуализирање и решавање на македонското прашање со создавање автономна, самостојна, односно независна држава Македонија. Македонското автономистичко движење во Србија, предводено од професорите Григорije Хаджиташковиќ од Воден и Јован Велиќ од Дебар, преку својот орган Автономна Македонија, во 1905 година ја представило својата програма за популаризирање на идејата за Балканска конфедерација со Македонија како одделна држава членка. Објавиле дека како македонци, тие го застапуваат и шират тој свој идеал. Така весникот Автономна Македонија на 2 октомври 1905 година пишува: Ние сме македонци, својот политички идеал ќе го наметнуваме на сите оние со кои сме во допир. На српските и на другите балкански националисти им порачувале: Македонија не е ни српска, ниту бугарска, ниту наша македонска. Порекнуваме сечи историски и национални претензии над нашата татковина. На 16 октомври 1905 година весникот пишувал дека македонскиот народ води борба за свое ослободување и своја држава, во која самиот ќе си ги уреди своите национални односи. Српскиот печат алармирал дека се работело за создавање на некоја нова народност – македонци. Во Македонија по воспоставувањето уставно-парламентарен систем во Отоманската држава, со победата на Младотурската револуција, македонските револуционери Јане Сандански, Димитар Влахов, Добри Даскалов, Јордан Шуров и други се определиле за решавање на македонското прашање во рамките на државата, поради агресивните претензии на балканските држави. Организирани во Народна федеративна партија, настапиле со програма за реформирање и федеративно уредување на Отоманската држава. Право на секоја националност, слободно да се самоопределува, член 5. Самоуправување и автономно уредување на областите, автономна државност на областите, член 7. Образование на мајчиниот јазик и негова употреба во јавната комуникација и во печатот, член 31. Следствена примена на принципот на народен суверенитет. Меѓутоа, бргу се покажало дека Младотурската партија на власт немала капацитет ниту волја за такви радикални реформи, што единствено можеле да ја спасат државата од дефинитивното распаѓање. Кога после тој проект пропадна, се разбира, заради стек на внатрешни околности и надвршно политички, исто така, следува двете балкански војни, кога во тој временски период од друг аспект беше поставено македонското прашање, тоа веќе го превзема да го решаваат овие балканските држави, поддржувани од големите сили. Впрочем, и Балканскиот сојуз го создадува големите сили. Пред се тука најглавна улога имаше Русија и меѓутоа во таа констелација на држави нивниот интерес беше да се задоволат големодржавните интереси на балканските држави и покрај тоа што македонскиот народ без свое водство затекнат во време непосредно пред Првата Балканска војна, масовно учествуваше во војната, во Првата Балканска војна, сметајќи дека и верувајќи во пропагандата дека таа војна се води за ослободување и дека македонскиот народ им се признае правото на слобода и на државно организирање. Дори тоа беше поставено македонското прашање, односно се поднесува барања на Лондонската конференција на амбасадорите да се реши меѓутоа на македонското прашање по, се разбира, победат на сојузниците и окупирањето на Македонија, да се повлече окупаторските војски, да се создаде македонска автономна држава. По окупацијата на Македонија од сојузените балкански држави во 1912 година,
Македонските револуционери и интелектуалци Петар Попарсов, Иван Попјорданов, Јордан Шурков, Александар Мартулов, Ризо Ризов, Павел Шатев и Димитрија Чуповски, кој допатувал од Русија, тајно се организирале за покренување активност за настапување со барања за повлекување од Македонија на окупаторските војски на балканските држави, да се повлијае на европската слободолюбива јавност, да се застапи за признавање на правото на македонскиот народ за самоопределување и за самостојна држава. Договориле македонска делегација да отпатува во Лондон да ги представи легитимните барања на македонскиот народ на мировната конференција. Војно-разузнавачките служби ја откриле активноста, пошто окупаторските власти презеле ригорозни репресивни мерки за спречување на македонски национални пројави. Организаторите биле протерани. Со Лондонскиот мировен договор била озваничена и де јуре и де факто правата поделба на етногеографската карта на Македонија. Согласно тој договор, Отоманската империја ги напуштила балканските владенија и задржала само еден мал незначителен дел таму во крајниот југоисточен дел на Балканот. Бугарија ја добила Пиринска Македонија. Го добила источниот дел на Егејска Македонија со Драма, Серес и Кавала и источните делови на Вардарска Македонија со Штип, Кочани, Радовиш. Согласно Лондонскиот мировен договор, Грција го добила централниот и западниот и југозападниот дел на Егејска Македонија, додека Србија ги добила централниот, југозападниот и северниот дел на Вардарска Македонија. Таа поделба траела се до почетокот на Втората Балканска војна. Кога завршиле борбените дејствија од Првата Балканска војна, голем дел од македонците и од тоа организирано македонско револуционерно движење очекувале дека на македонското прашање ќе му се пристапи искрено и дека Македонија ќе добие или автономија или независност во низините етнички и географски граници. Тука имаме и една друга група на македонски револуционери кои што биле групирани околу така наречената македонска Петроградска колонија предводена од Димитрија Чуповски. Овој дел од македонското револуционерно движење бил сконцентриран во Петроград и оттаму упатиле два меморандуми, еден до владите на балканските држави и еден до владите на големите светски сили на Лондонската мировна конференција. Во тие два документи се барало на Македонија да и се даде државност во незините етно-географски граници согласно картата која што и тие ја објавиле. Биле предвидени сите елементи на македонската државност. Македонија требало да биде прогласена како независна држава од Македонското народно собрание. Македонија требало да има државно признаени граници. Требало да се конституира македонски литературен јазик и да се востанови посебна македонска православна црква на темелите на Охридската архиепископија. Ваквите барања на групата околу Димитрија Чуповски, како и барањата на ВМРО, воопшто не биле уважени од страна на балканските сојузници, ниту пак од големите светски сили. Во оние пресудни моменти за судбината на Македонија по балканските војни во 1913 година, една влашка делегација предводена од Ѓорѓи Мурну ги помина речиси сите позначени главни градови на Европа, каде што се сретна со министрите за надворешни работи на големите сили и ја промовираше идејата за автономна Македонија, дури се подготви една брошура Македонија на македонците. Идејата беше наместо Македонија да биде поделена помеѓу соседните балкански држави, да се формира една автономна држава од кантонален тип по примерот на Швајцарија. Меѓутоа, ова идеја која што не произлезе од овие влашки делегати, туку ги има своите корени ги има многу поназад во историјата, не беше прифатена од европските големи сили и остана мртво слово на хартија. По поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 10 август 1913 година, окупаторските режими продолжиле со жестоките репресии во окупираните делови на Македонија за спречување на национално организирање и дејствување. На 12 август, раководството на Солунската социјалистичка федерација го известила Бирото на Социјалистичката интернационала дека грчките окупаторски власти ги протерале македонците социјалисти од Солун и другите градови, меѓу кои Димитар Влахов и Васил Главинов, и дека била распуштена секцијата на македонските словени. За време на Првата светска војна, во услови на тотална мобилизација и окупација,
при концентрација на повеќе од 1 милион и 200.000 армиски сили на двата војувачки сојузи во Македонија, во земјата биле невозможни пројави на манифестирање, национална посебност и организиран отпор. Тоа што не било можно во Македонија, го правеле македонските друштва и организации надвор од земјата. Нивната активност и акции биле ориентирани кон одржување на актуелноста на македонското прашање, за поставување на неговото решавање по војната на предстојната мировна конференција. Во периодот од 1915 до 1980 година, во Швајцарија, во тамошните универзитетски центри, студенти македонци основале повеќе македонски друштва: Академско друштво Македонија, Македонско друштво за независност на Македонија, двете во Женева, Политичко друштво Македонија на македонците во Цирих, Друштво за одбрана на правата на македонците, Македонија и Македонско друштво Вардар со девиза Македонија на македонците, двете во Лозана. Сите тие друштва развиле активна информативно-пропагандна дејност за запознавање на европската јавност за вистинската положба на Македонија. Дејствувале за да го одржат отворено и актуелно решавањето на македонското прашање, да противдејствуваат и да ги разобличуваат туѓите влијанија, да бараат ослободување, обединување и независна Македонија со демократско републиканско внатрешно уредување. Во Женева бил одржан јавен собир на 12 август 1980 година, на кој што било представено барање за решавање на македонското прашање со создавање самостојна и независна држава Македонија. На собирот бил избран привремен национален комитет кој ќе ги изразува интересите и ќе ги представува барањата пред печатот и владите на војувачките и на неутралните држави. Пред крајот на војната во Македонија, кога станало известно дека предстоело одржувањето на мировна конференција, македонските друштва во Швајцарија согледале дека само со заедничко дејствување на друштвата и на сите македонци ќе можело да се смета на придобивање на европското јавно мислење, за влијание на владите на државите, историски е придонесот победнички во војната, за поставување и на македонското прашање на конференцијата и примена на правото на самоопределување и за македонскиот народ. Раководството на Женевското друштво за независност на Македонија, под председателство на доктор Анастас Коцарев, објавило повик до сите македонци да се обединат во барањето за обединување и независност на Македонија, Македонија на сите македонци. Сите македонци, без разлика на вера и народност, да заборават на поранешните омрази и лични расправи, да создадат цврсто јадро за единство и независност на Македонија, која нема да им припаѓа ниту на србите, ниту на бугарите, ниту на грците, туку на самите македонци. Тоа решение било во согласност со демократскиот принцип прокламиран од председателот на САД Вилсон за право на народите на самоопределување и државно организирање. Повикот на Женевското друштво за обединување на друштвата бил прифатен. Избраните представници на македонските друштва во Швајцарија на пленарно заседание, одржано во Лозана на 15 декември, прогласиле обединување и избрале Национален генерален совет, ополномоштен да настапува како легитимен застапник на македонскиот народ и на сите македонци, за поставување на македонското прашање за решавање на мировната конференција, закажана за јануари 1919 година. Тоа што не може се направи внатре во Македонија по балканските војни и подобата со Букурешкиот договор, борбата се пренесе надвор, затоа што континуирано Македонија беше окупирана од Првата Балканска војна до крајот на Втората светска војна со еден мал прекин меѓу Букурешкиот договор и Првата светска војна. И на нејзината територија беа стационирани огромни војски. 6 години Македонија беше под окупација, уништувана економски, населението со реквизиции, во борбените дејства, во мобилизирани воедните или другите армиски сили. Меѓутоа, во една таква констелација, македонците надвор што беа, особено тие во Швајцарија и тие во Русија, ја превзедоа така да речем водството на борбата со политички средства да се решава македонското прашање. Тие настапува и пред владите на големите сили, но и на мировната конференција со барање, со проекти за решавање на македонското прашање, се разбира со интервенција на големите сили, затоа што поинаков не можеше да се решава.
Значи, тука имаме веќе сега еден застој во револуционерното решавање на македонското прашање, туку одиме кон политичко решавање, барање за политичко решавање на македонското прашање, и тоа ќе потрае, се разбира, и пак со повикување на Илинден и така натаму, и на желбите и стремежите на македонскиот народ, дури на желбите и барањата и на припадниците на другите народности. Во време на Мариската конференција дури евреи учествуваат во поставување на прашањето за создавање на автономна македонска држава. Меѓутоа и тогаш интересот на големите сили беше да остане нерешено македонското прашање, тоа да служи како средство за придобивање, односно за сојузници од едната од балкански држави на поларизираните големи сили. Во почетокот на јануари 1919 година, непосредно пред почетокот на мировната конференција, Генералниот совет на македонските друштва во Швајцарија се обратил со меморандум до владите на големите сили победнички во војната – САД, Велика Британија, Франција и Италија за македонското прашање. Во меморандумот биле представени очекувањата и вербата дека на конференцијата ќе се прифати и македонскиот народ самиот слободно да се искаже и да определи својата иднина. Докажувале дека за тоа свое право македонскиот народ се изборил со борба, со дадените огромни човечки и материјални жртви во последните 50 години и на несомнен начин ја потврдил својата цврста волја да ја извојува својата слобода. Како прва практична мерка од тие влади се барало: под 1. Обединување на Македонија со окупација од британски, француски и италијански армиски сили. Под 2. Воспоставување привремена управа, обезбедувана од окупационите војски, со изградувањето на безбедносните сили за самозаштита. Под 3. Враќање во Македонија на сите македонци емигранти, без разлика на вера и партиска припадност, со право да учествуваат во обновата на земјата. За добивање поддршка, барањата биле представени и на заседанието на Втората интернационала и на меѓународната конференција на Лигата на народите, одржани набргу потоа во Швајцарија, во Берн. На 7 јануари 1919 година, Генералниот совет со телеграма барал од председателот на мировната конференција Клемансо, македонска тричлена делегација на конференцијата да ги представи вистината за македонското прашање и македонските барања. На 18 јануари 1919 година, на денот на започнувањето со работа на мировната конференција во Париз, Централниот комитет на Друштвото на македонците во Истанбул до конференцијата упатил мемоар со барања. Да се стави крај на жалната положба на татковината, да се признае правото на слобода на македонскиот народ и обединување во самостојна држава Македонија, која секогаш се борела да добие статус на национална единица. Со цел да се повлијае на европската јавност за поддршка за поставување и за решавање на македонското прашање, Македонското политичко друштво Македонија на македонците објавило на 13 февруари јавен проглас со укажување дека без праведно и правично разрешување на балканскиот проблем, посебно на македонското прашање, не е можен траен мир на Балканот, ниту општ мир и одржливост на проектираната Лига на народите. Тоа требало да го сватат и да го прифатат сите далекувиди луѓе. За време на заседавањето на мировната конференција, Генералниот совет барал од конференцијата создавање посебна независна македонска држава со примена на правото на самоопределување и за македонскиот народ, како што било применето за други народи. Бил заземен единствен став да се напушти барањето за автономна држава, бидејќи не означувал целосна самостојност и сувереност. Тоа не одговарало и не било во согласност со мислењето и желбите на големото мнозинство на македонците. Се стравувало дека при промената на политичката и геостратешка констелација, Македонија можела повторно да падне под јаремот на некоја од балканските држави. Затоа било решено, евидентирано во протоколот, од мировната конференција да се бара самостојна, независна држава Македонија, со неограничен целосен суверенитет. Решение во интерес на сите македонци, без разлика на раса и вера, засновано на принципот Македонија на македонците.
При тоа предупредил на далекосежните опасни последици од санкционирањето на поделбата на Македонија, за мирот на Балканот и за европскиот мир. На 19 мај, Генералниот совет упати остар протест до мировната конференција, поради допуштањето представниците на балканските држави да говорат за Македонија, а не македонци, нејзини легитимни представници. Следувало обраќање до европската демократска јавност. На 28 мај бил публикуван апел до цивилизираниот свет за Македонија. Во апелот била представена децениската борба на македонскиот народ за слобода и државност од 70-тите години на 19-тиот век, со тогашните востанија, дека Македонија е жртва на своите соседи, дека од мировната конференција бара еднакво да се почитува неприкосновеното право на народите на слободно самоопределување и дека македонскиот народ ги има сите способности да се самоуправува во своја држава. На крајот се предупредувала европската јавност на можноста мировната конференција да го прифати праведното барање на македонците, Македонија да биде фрлена како плен на делба на соседите, место мир ќе продолжила состојбата на немири и несигурност на Балканот, што не било во интерес и на Европа, која и самата имала потреба од мир. Раководството на македонското друштво Вардар на 22 јули во писмено обраќање до председателот Клемансо барало на мировната конференција да не им се придава вредност на оспорувањата на македонските барања од представниците на балканските држави. Повикувало да не се повторат одлуките донесени на претходните конгреси, да се предупредат балканските држави претенденти дека нема да се толерираат нивните стремежи за територијално ширење, причина за постојаните конфликти на Балканот, толку опасни за светскиот мир. Ние не молиме за милост, ние не бараме милостина, ниту благонаклонетост. Ние бараме само она што нам ни припаѓа. Цената за нашите борби, за се и против сите, Срби, Грци, Турци и Бугари, од бреговите на Места до сините води на Охридското езеро, од белите врвови на Шара до брегот на Егејското море, тоа е само крик, израз на единствената желба, обновување на нашата татковина, поделена Македонија. Во Македонија пред завршувањето на војната, исто така имало пројави за барање за автономија на Македонија, подкрепени со посведочување на својата македонска националност и посебност на македонскиот народ. Барање поставувани од населението, особено во Леринско и во Воденско. При тоа, пред офицерите на француската војска, слободно изјавувале дека по националност се македонци. Српската војно-разузнавачка служба во јуни 1980 година од Лерин известувала: една од главните идеи што го инспирира словенското население е идејата за автономија на Македонија. Во јуни 1980 година, Српската разузнавачка служба го известила Министерството за внатрешни работи дека населението било поддржувано од француски офицери. Во тој контекст, македонското прашање добило актуелност и за британската и за американската дипломатија. Председателот на владата на Кралството СХС, Никола Пашиќ, и предводник на мировната делегација, на седницата потврдил дека во САД во известна мера се ширела идејата за автономија на Македонија. Британскиот дипломатски представник од Лондон известувал дека во политичките и културните средини била поддржувана идејата за автономна Македонија, што би се образувала од дел од српската, бугарската и грчката територија што ја добиле со војната во 1912 година. Во октомври 1980 година, македонските револуционери санданисти од поранешната револуционерна организација се организирале и објавиле декларација со барање за автономија на Македонија во незините природни и етнички граници, народен идеал од минатите борби, за право македонскиот народ, како и другите народи, самиот да решава за својата иднина. Укажувале дека со создавањето на автономна држава Македонија се обезбедувал мир на Балканот, со што им се овозможувало на слободните балкански народи да се сплотат за живот во мир и честна иднина. Во 1919 година се обединиле македонските револуционери серчани и представниците од организацијата во западниот дел на Македонија,
да действуваат за самостојност на Македонија. Избрале привремено представништво со легитимитет да го представува македонскиот народ и да ги застапува интересите на Македонија на мировната конференција. На 9 март 1919 година, привременото представништво објавило апел до македонскиот народ и до македонската емиграција во Бугарија, потпишан од истакнатите револуционери Ѓорче Петров, Анастас Лозанчев, Димо Хаджидимов, Петар Ацев, Туше Деливанов, Михаил Герджиков, Таската Спасов Серски и други. Се повикувале сите македонци, верни на идеалот на поранешната револуционерна организација, солидарно и честно да служат на народната кауза, да се борат за неделивост и самостојност на Македонија. Во реокупирана Македонија под српска власт на 15 април 1919 година се одржал таен собир на кој била усвоена декларација со барање за повлекување на сите окупаторски војски за обединета, самостојна и независна Македонија. Во мај 1919 година делегатот на македонското привремено представништво во Париз со изјава за печатот ги повикал србите, грците и бугарите да ја остават Македонија на македонците, а демократската јавност во Европа да се застапи за праведните барања на македонскиот народ за самостојност на Македонија. Тој истакнал дека македонците за тоа свое право се бореле со децении, се бореле храбро не за Србија, Грција или Бугарија, како што им се припишувало, туку за својата Македонија. Додека мировната конференција е зафатена со прекројување на картата на Европа, многу мали народи се заборавени дека се стремат, кои со поголеми, кои со помали изгледи на успех кон својата автономија. Но има еден народ за кого никој не зборува, кому мнозина дури му го оспоруваат правото да се искаже и да биде сослушан, иако неговото име во текот на половина век ги полнеше колоните на европскиот печат. Самите македонци не бараат ништо повеќе од тоа. Тие дури се чудат, откако се најдоа достатно причини да им се даде автономија и слобода на сите народи ослободувани редоследно од турското робство во текот на 19. век. Зошто сега нема расположение да се продолжи по истиот пат и со нив? Нивните историски основи се толку стари колку и оние на грците и многу постари од оние на Србија, Бугарија и Романија. Следниот ден, органот на македонското привремено представништво во Билтен пишувал ако навистина се работело според правото, тогаш ќе имало признавање и на земјата и слобода. Ако тоа не се случило, преостанувало македонскиот народ самиот да се бори и избори за својата иднина. Во јуни, македонското представништво со јавно обраќање ги предупредило бугарската влада и политичките партии, нејзините агентури, да престанат да се представуваат и да говорат во името на Македонија. Во објавениот мемуар се истакнувало дека тоа право им припаѓа единствено ним, на македонците. Непосредно пред завршувањето на работата на мировната конференција, представништвото предупредило на заканувачка опасност македонскиот народ да не биде признат како посебен народ со право на слобода и самостојна држава, на опасност да се изврши делеш и грабеж на Македонија. Тоа и се случило. Дали таму, на конференцијата, докрај ќе ги затворат очите пред историјата и борбите на најслободолюбивиот балкански народ? Дали нема да се освестат барем во 12-тиот час за тоа дека тој народ е првиот меѓу сите оние од кои мислат да создаваат нови самостојни држави и дека тој има повеќе право на тоа од нив? Што уште бараат за да се согласат да го прифатат како посебен народ со право на слободно постоење? Правото на слобода, самоопределување и државна самостојност на народите, прокламирано од меѓународниот фактор пред крајот на војната, на мировната конференција било применето селективно, според интересите на големите држави победнички во војната. Македонија одново била жртвувана, поделена меѓу балканските држави. Тој е онај период на пат за да поново се издигне револуционерното движење и да доведе до борбата до успешен крај и до создавање македонска држава. Значи,
Битно е, може би, пресудно она што го направи Македонската револуционерна нација, односно Македонското револуционерно движење за создавање и афирмација на Македонската нација. Гледана во еден континуитет, може би од 70-те години на 19 век со двете македонски востанија, па заклучно со Втората светска војна. Тоа е она што го представува континуитетот на политичката програма на Македонската револуционерна движење, зад која што како елемент стоеше и националната компонента, но не така експонирана, како што тоа беше во програмата на македонските интелектуалци надвор од земјата, во странство, кои што настапува од она друга позиција со приоритетот прво создавање, афирмирање на македонската нација, па после борба за македонска држава. По Првата светска војна, манифестациите на македонската национална свест се разгранија во сите делови на распарчената Македонија. Во Бугарија и во Србија, македонците објавија нови поетски и драмски текстови на македонски јазик. Петар Попарсов, Никола Киров Мајски, Джеров, Миленски, Томо Смилјанич Брадина, Васил Илјовски, Антон Панов. А под притисок на Друштвото на народите во Женева, грчката влада беше принудена да го објави во Атина и првиот учебник на македонски јазик Абецедар од 1925. Тој не беше воведен во употреба во предвидуваните училишта за македончињата во егејскиот дел на Македонија, благодарение пред се на жестоките реакции и од Софија и од Белград, но предизвика голем шум во јавноста со самото покренување на прашањето за јазикот и националноста на македонците. За да се запознае изворно на теренот, Балканскиот комитет во Лондон во есента 1927 година го испрати својот член Чарлс Греј 2 месеца да ја испитува состојбата во вардарскиот дел на Македонија. По враќањето заклучил дека овие луѓе овде не се срби, но уште помалку се бугари. Врз основа на неговиот извештај, Балканскиот комитет поднесува петиција до Советот на Друштвото на народите во Женева во 1928 година и предлага да се воведе македонскиот јазик во училиштата со народни учители и домашни свештеници во црквите. Меѓутоа, и сега еднодушно реагираат и Софија, заедно со ВМРО на Иван Михајлов, и Белград, против воведувањето на македонскиот јазик, бидејќи тој, како и македонската нација, сметаат тие не постои. На 29 ноември 1928 година, белградскиот представник во Друштвото на народите, Фотиќ, од Женева меѓу другото пишува: Словенското население во Јужна Србија не е ни јазично, ни племенско, ниту верско малцинство, па според тоа не може да постои ни школско, ни верско прашање. Што се однесува за македонскиот дијалект, различен по региони, никој пат не се разви како литературен јазик и не беше никаков наставен јазик пред 1912 година. Советот на Друштвото на народите, се разбира, и овој пат ги прифати реагирањата на балканските завојувачи. Но македонците и во тие околности наоѓаа начин да ја пласираат националната свест пред јавноста. Тогаш беа објавени и тестаменталните статии на Крсте Мисирков, во кои тој смело го потврди својот завет. Јас не се каам, напиша тој, што уште пред 28 години се објавив за македонскиот сепаратизам. Последниот беше и си останува за мене единствениот излез, најдобриот пат по кој македонската интелигенција би го исполнила и ќе го исполни својот долг пред татковината и пред нашиот народ. А само една година пред својата смрт, Мисирков декларира дека, како македонец, тој во Бугарија се чувствува како на туѓина, каде што на вистина се наоѓам меѓу родни браќа, но не сум си дома, во својата татковина. Таа е таму каде што сум се родил и каде што јас треба да си ги оставам коските, каде што треба да отиде мојот син, ако не ми биде судено да отидам јас лично. Затоа и чувствува потреба да се доизјасни. Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува, живејќи меѓу бугари и срби. Ние можеме да ја констатираме близоста на српските, бугарските и македонските интереси, но се треба да биде оценувано од македонско гледиште. Беззаветната и безгранична љубов кон Македонија
постојаното мислење и работење за интересите на Македонија и полн конзерватизам во пројавите на македонскиот национален дух, јазикот, народната поезија, наравите, обичаите и ете ги главните црти на македонскиот национализам. На нападите од бугарскиот официоз «Свободна реч», Мисирков смело одговори: најважниот услов за соработката помеѓу србите, бугарите и македонците е меѓутоа полната слобода во самоопределувањето на македонците. Иете за последново прашање, јас го истакнав принципот на македонскиот патриотизам и национализам, како наполно неутрален и задоволувачки и за србите, и за бугарите, и за македонците. Засега, може би поправилно би било да се рече дека еднакво не ги задоволува ни србите, ни бугарите, ниту пак македонците. Во знакот на едно такво јужнословенско рамноправно добрососедство и наполно во духот на националниот сепаратизам, изразен во книгата за македонските работи, Мисирков декларира: тоа е македонското национално чувство, тоа е историскиот позив на македонецот, што може да го исполни само како слободен и рамноправен граѓанин на Југославија, на кого што му е дозволено да мисли, да чувствува, да зборува и да дејствува како македонец. Секој македонец, кога ја истражува својата историја, неминовно доаѓа до светите Кирил и Методи, а потоа, кога оди подлабоко, оди до античките корени. За разлика од македонецот во 19. век, секој бугарин кој истражува својата историја, оди неминовно повторно до Кирил и Методи. Но таму полека се упатува далеку кон татковината на прабугарите некаде во Азија. Тоа е она суштинска разлика во етногенезата која забележуваат сите генерации на македонци. Тоа му се случило и на еден Ѓорѓе Апулевски во 1870-тите години, кога пишува и кога констатира дека македонците своето потекло го имаат од славните Александар и Филип, но ги поврзува тоа со Кирил и Методи. Истото тоа му се случува после 30 години и на младиот Крсте Петков Мисирков, кој истражувајќи ќе напише дека македонските корени се наоѓаат длабоко во антиката, но повторно доаѓа до светите Кирил и Методи до 20. век. Во тоа време и Димитрија Чуповски одново го дигна гласот за националната борба на македонците во новите околности. И тој го поставува прашањето за слободата и правото на народот да си биде господар на својата судбина. Независноста на Македонија, напиша тој во 1923 година, ние ја браниме заедно со идејата за создавање Балканска народна федеративна република, како нејзин задолжителен услов. Ослободувањето и независноста на Македонија е првиот и најголемиот чекор во реализирањето на Балканската федерација. Со таква национална платформа и пред резолуцијата на Коминтерната во 30-тите години, македонците во Бугарија организираа голем број национални асоциации, што објавуваа, макар и краткотрени, своји легални вестници. Македонско знаме, Македонска младеж, Македонски вести, Македонска земја, Гоце, Илинден и други, како и нелегални периодични публикации. Обединист, Ножот, Македонска револуција, Македонско единство и други. Сите тие се појавуваа со македонска национална ориентација, врз базата на македонската нација и македонскиот јазик. Слични манифестации на македонската национална свест правеше и многобројната македонска прогресивна емиграција во Северна и Јужна Америка, особено во рамките на развиената публицистичка дејност на Македонскиот народен сојуз, Балканско здружение, Трудова Македонија, Народна волја, Единство, Македонски глас, годишни зборници на Македонскиот народен сојуз, одделни изданија и други. Тоа беа весниците на Македонскиот народен сојуз од Америка и Канада и Јужна Америка, како што беа Балканско здружение,
Трудова Македонија, Народна волја, Македонски глас и други, во кои веќе се пропагираше македонското единство од поделена Македонија и во кои всушност се изнесоа идеите за македонска држава со македонски јазик, македонска црква, за македонска држава во која како обединета земја ќе се надева македонскиот народ за една посветла перспектива. Овие гласови на македонците речиси беа единствени што ја пропагираа македонската национална идеологија во надвор од Балканот. Меѓутоа, во самата македонска емиграција во Бугарија се појавуваја весници и списанија како Македонско знаме и особено Македонски вести на Ангел Динев, кои јавно ја презентираа македонската национална историја, илинденската борба, подготвија книги како македонската илинденската епопеја, македонските словени, посебна публикација, првин се печатеше во македонски вестник, во продолженија, а потоа и како посебна брошура, кој предизвика жестока реакција од владеачките кругови на Бугарија против македонската нација и против македонската пропаганда. Но колата веќе тргна, тоа беше прифатено од Македонскиот литературен кружок во Софија, кој самиот се прогласи продолжител на македонското научно литературно другарство во Петербург. Сето тоа не представуваше и не беше веќе некаков рудиментарен национален сепаратизам, туку организирана борба за конечна афирмација на македонскиот национален ентитет. Токму тој процес го согледа и Коминтерната, па првенствено заради сопствени интереси, на 11. јануари 1934 година и официјално го прифати степенот од развитокот на македонската национална свест и македонскиот како посебен словенски јазик. Бидејќи резолуцијата на Коминтерната беше поддржана од целото комунистичко движење на Балканот и во светот, тоа објективно имаше позитивно влијание и за македонската внатрешна и меѓународна културно-национална афирмација. Следствено, Коминтерната не создаваше македонска нација, туку само значајно ја помогна незината меѓународна афирмација. Истите процеси се развиваа и кај македонците во Југославија. Во Загреб, например, беше формирано културно-просветното друштво Вардар, кое што го објави својот орган Наш весник во 1937 година. Тоа после доби клонови во Белград и Скопје и се разрасна како Македонско народно движење, МАНАПО. Тогаш и во Скопје почнаа да излегуваат легални и нелегални весници – Искра, Луч, Наша реч, Билтен, Новата Искра и други. Уште во 1933-34 година, во кругот на Кочо Рацин се чита книгата на Мисирков, а истовремено во Македонската младинска револуционерна организација МОРО, младиот поет Венко Марковски и неговите сомисленици прават македонска азбука и собираат народно творештво. Се појавуваат и првите одделни стихозбирки на македонски во Вардарскиот дел на Македонија, на Умчески и Рацин, а јавно се представуваат народниот јазик, на сцената и печатно, и драмските текстови на Илјоски, Панов, Крле и други. Се печатат и се изведуваат македонски народни песни, се создаваат музички композиции и ликовни дела. Свесно се создаваат македонската литература и култура. Во Софија пак, првим во кругот на македонски вести, по иницијатива на Митко Зафировски, на Илинден 1936 година, се организира македонски литературен кружок, а по задушувањето на вестникот, Зафировски, Попов, Керезиев и други, го создаваат македонскиот публицистички кружок и веднаш потоа помпезно се обновува македонскиот литературен кружок на чело со поетот и национално револуционерен деец Никола Вапцаров. Всушност, кружокот представува продолжение на дејноста на Петербуршкото македонско научно-литературно другарство. Нецелосно зачуваниот архив на македонскиот литературен кружок наполно ги потврдува пишувањата на неговите членови.
Така, на пример, во првиот член од статутот стои: Кружокот е самостојна, независна група од македонски поети и писатели, обединети од заедничката цел да работат за создавање македонска уметничка литература. Тој го афирмира создавањето творештво од неговите членови, уредува литературни читања, вечеринки, утра, екскурзии, издава книги, весници, списанија, зборници, алманаси и друго. И навистина, кружочниците живееа и твореа според сите статутарни правила. А во својот програмски воведен реферат при обновувањето на кружокот, Никола Вапцеров меѓу другото нагласува дека ако тагуваме за својата татковина, ако во нас има капка македонска крв, ако во нас останала капка од благороден патриотизам, овој пат треба да се впрегнеме, робски да се впрегнеме, за да понесеме дел од одговорноста на едно дело и жестокото величие на една епоха. Па прашува: многумина од нас беа во чекор со политичките лозунзи, но колкумина од нас го почувствуваа македонското прашање? Колцина му дадоа жива форма. За Вапцеров е битно народносното спознание, па затоа подсетува: за нас се открива недогледно поле за работа. Македонскиот фолклор е толку богат. Ние треба да го изучуваме во неговите најситни подробности. Треба да влеземе под кожата на оние што го носат уште жив во себе, а тоа се стари луѓе што носат немерливи богатства. Тоа се зборници со фолклорен материјал. При проучувањето на вториве треба да бидеме посебно внимателни, зашто не се ретки примерите на фалсификување или на авторски амбиции што сервираат неочекувани невкусности. За нас, особено за писателите, е апсолутно неопходно да ги познаваме неговите обичаи, носиите, јазикот, дури и типичното преовладување на некои изрази, зборови и слики. Ние треба да ја познаваме македонската историја и најмногу историјата на национално-револуционерното движење, Илинден, Гоце, Даме. Ние сме македонци и нашето творештво треба да биде во служба на македонската кауза. Се разбира, при една посериозна анализа би требало да се разгледа битот. Не помалку битен од него е културниот фактор, што ќе ја вклучува историјата и главно историјата и легендата за револуционерното движење, песните, јазикот и друго. Во статијата пак за македонската нација, еден од најмладите и најактивни членови на кружокот, Антон Попов, ги поставува прашањата: постои ли македонска нација? Кои се незините елементи и белези? Каде треба да го бараме незиниот почеток и породување? И меѓу другото констатира: Македонија одново е објект на сметки за поделба и преподелба, и според тоа толку повеќе се налага изјаснувањето како на тоа прашање, така и на сите други прашања на нашето национално револуционерно движење. При тоа прашањето за македонската нација доби уште поголема содржина по излегувањето на неколкуте македонски стихозбирки на македонски јазик од Венко Марковски, Коле Неделковски, Коста Рацин, кои што го поставија прашањето за македонскиот литературен јазик. И од тоа следува и македонски национален јазик, различен од другите словенски јазици по строеж и форми. При тие околности околу Македонија и македонското прашање, восприемањето или одречувањето на идејата за македонската нација се оцртува како пробен камен за македонците и нивната ориентација, за политичкиот пат што треба да се следи, зашто тоа прашање единствено сега може да легне во основата на лозунгот за слободна и независна Македонија. Во обширниот предговор за подготвуваниот зборник на македонските писатели од Бура над Родина до Чудна е Македонија, Антон Панов ги оценува тогаш објавените стихозбирки на Ангел Жаров, Кочо Рацин, Венко Марковски, Коле Неделковски и Никола Вапцеров, па забележува: на лице е овој зборник и нарушеното единство од страна на јазикот во печатениве творби. Поважен е фактот што овие имиња се обединети околу еден сижет, околу една тема – Македонија. А овој сижет е една неразорана ледина. Оваа ледина е жедна за длабоко орање. Таа може да прехрани цело поколение поети и белетристи без да се испости. Во рамките на сите оние активности кои што ги правеа членовите на Македонскиот литературен кружок во Софија, беше и еден текст кој што се појави, кој што го напиша Антон Попов. Се работи за едно негово видување стручно,
за оно што се случува на сцената на македонската литература во тој период, значи 1935 до 1940. Значи тоа се тие 5 години кои што тој ги проследува. Изборува за исклучителни појави во тој период од 5 години. Значи, тоа се збирки објавени на народен јазик, на македонски народен јазик, почнувајќи од Ангел Жаров, Колене Делковски, Кочо Рацин, Никола Јонков Апцаров и Венко Марковски. И тука може да се каже дека го наоѓаме еден сериозен, едно стручно исчитување на поезијата на Кочо Рацин, бидејќи во таа низа на тие појави 5 исклучителни се вбројува и збирката Бели мокри. Не треба да ги заборавиме секако и активностите на Никола Јонков Вапцаров, на Колене Делковски и нивната поезија, која што имала исто така многу важна улога за изградбата на свеста, на чувството кај македонците за нивната национална посебност и потребата во тој контекст од изградба на една македонска држава. Така, 30-тите години представуваат период кога македонското национално движење веќе го достигнува оној врв на своето дејствување и само се барало повод и можност за таа фаза од интелектуална фаза на националното движење да се претвори, да се прошири во едно широко масовно движење за национално ослободување. Радосен е фактот што во овие млади луѓе чука едно срце. Тие знаат дека земјата наша ги заколнува за работа. Нејзини синови се. Одекнува во нивните души нејзиниот глас и нејзините лелеци. Им зборува крвта на нејзините рани. Ги бранува родниот простор необгледан. Ту син и тих, ту буроносен и крвав. Оваа плодородна земја може сито и доволно да го нахрани својот народ. Овој народ си го загубил мирот, војни за дележ на земјата негова, половина милион бегалци, социјален гнет, црна национална робија, туѓоземна власт што ја запустува неговата земја, и кон тоа, очајни, со загубена рамнотежа на туѓа земја, тие се фрлаат во виорот на жестока братоубиствена борба. Пред нив, продолжува Антон Панов, пред овие млади поети и писатели стојат важни задачи. Овој народ неоспорно си го жедува својот мир, својата слобода. Тие ќе дојдат кога тој самиот ќе стане стопан во својата куќа. Од тука и неговата борба за извојување слобода. Оваа борба преминала низ разни перипетии, но таа не подзапрела. Пред писателите и поетите стои имено оваа одговорна задача. Да ја разберат оваа борба на својот народ, преку неа да го гледаат пред се во неговата борба за слобода, во неговите копнежи и стремежи за слободен и среќен живот. За да бидат готови да ја исполнат оваа задача, тие меѓутоа треба да се запознаат поотблиску со неговата историја, со сето негово херојско и големо минато, со неговиот бит, со неговата посебна и исклучителна историска судбина. Дури тогаш ке можат да ги одрзат верно неговите премрежја, неговиот стремеж во борбата, неговото право да си ја види земјата слободна. Токму во овој кружок во бугарската престолнина се пројави најбогатата активност за конечна афирмација на македонската нација, историја и култура. Тој дух се влеа во национално-слободителната и антифашистичка оружена борба на македонскиот народ, која што започна во 1941 година во сите раскинати делови на Македонија. Брзо потоа се формираа партизански одреди, а во Вардарско се создаде и сопствена македонска народно-ослободителна војска. Таа борба започна врз македонската национално-ослободителна платформа, која што веќе имаше историска димензија. Но премногу беа силни туѓите големодржавно насочени инфилтрации, па тоа доведе до разбивање на единствената борба на сите раскинати делови на Македонија. Сепак се конституира македонската држава на првото заседание на АСНОМ, неслучајно токму на Илиндан во 1944 година, но само во Вардарскиот дел, како федерална република во рамките на Демократска федеративна Југославија, која што денеска ја представува независната самостојна република Македонија. Следствено, Македонија е земја со сопствена и долга историја и култура, а македонската нација е резултат на автохтониот и континуиран историски развиток.
однадвор инспирираниот политички сепаратизам, доведе до националните катастрофи на Македонија во Букурешт и Версај. Победата во борбата за национална држава се должи на континуитетот на борбата за осмислување на второилинденските оживотворени традиции, инкорпорирани во македонското национално слободително движење. Тоа беше триумф на националната обединета платформа на илинденците и на македонското научно-литературно другарство, како комплексна програма на визионерите Пулевски, Делчев, Мисирков, Чуповски, Рацин, Вапцаров, Влахов, Питу и Ченто.